И по 7 месеци од забраната за извоз на преспанското јаболко на рускиот пазар поради наводното присуство на така наречена кафеава бубачка, истата се уште е на сила. Официјална Москва ги држи овоштарите во неизвестност, ако се знае дека дури 200.000 тони секоја година редовно завршувале таму. Се надеваат дека во ваквата одлука нема политика. Велат дека таквата бубачка воопшто ја немало и од истата најверојатно имала потекло од некоја трета земја, каде јаболката биле препаковани. Покрај земјоделските производи, исто така е премногу засегната и фармацијата од нашата земја. Двете овие гранки трпат неголеми штети од оваа забрана. Во овој дел имаме потреба од дипломатски решенија до крајот на август или почетокот на септември да се изнајдат по дипломатски пат одредени решенија да во однос на овие две гранки биде спуштена забраната или ембаргото, затоа што сепак ние сме земјоделска гранка, не се занимаваме со политика, а ова забрана и тоа како влијае во однос на продажбата. Од Министерството за земјоделство велат дека владата преку своите институции ја следи состојбата и согласно тоа ги презема сите мерки за нормализирање на извозот на македонски производи. Но голем проблем за овдешните овоштари е и немањето на алтернативни пазари за пласма на нивните производи. Арапските пазари и египетскиот можеби е вистинско решение, но се уште немаме заради транспортот, можеби и одредени административни работи, бидејќи Република Грција има случајно договор за соработка на овој план со Египет и можеби тука има одредена пречка како земја членка аспирант да влеземе во Европската унија, не сме подготвени на вистинскиот начин за влез на тој пазар, освен кога има недостиг на јаболко на тој пазар за надополнување на свежо јаболко. На само еден месец до почетокот на бербата во јули со проблеми се соочува и охридската цреша. Земјоделците стравуваат дека исто како и лани и сега, поради војната во Украина и заладените односи со Русија, ќе останат без пласма на пазарите во овие две држави. Сепак не е тоа малку за барем неколку наши села. Барем добар дел од буџетот да се пополна со црешата, бидејќи сепак црешата е профитабилна. Че одеше редовно за Украина, за Русија, нешто лани се извеза за Шведска, па се надеваме ако се пробие дел од европскиот пазар и ако ги исполниме регулативите, нашиот квалитет ќе пронајде пласма. Бараа додека е време државата да преземе мерки и да изнајде соодветни решенија за пласман. Не е само да произведеме храна која што на крајот ќе испадне дека нема кај да продадеме и завршува екстра квалитетно јаболко во преработувачки капацитети за производство на сок, меѓутоа не е достигната вистинската цена која што треба производителите да ја добијат во овој дел. Од земјоделие велат дека државата преку своите механизми ги промовира македонските производи на сите пазари во целиот свет, се со цел да се презентираат вкусовите на македонските производи. Целта на овие промоција е нашите производи да не бидат зависни од еден пазар. Се разбира, одзивот не зависи од нас, туку од крајните корисници. Ако ги погледнеме бројките за извоз на јаболко во 2021, споредбено со 2022 година, може да се забележи раст од 2%. И кај охридската цреша имало зголемување на извозот споредбено од 2021 со 2022 година од 4%. За Гласот на Америка, Мики Драјковски.